Ja sum blaga duša, snimam se što sakam i sram si nemam na duša. Dobre dojdovte na moj od kanal, smeja do solci, nova sezona so nas. Reći, pozdrav na site! Добро утро. Поздрав на сите шикерчиња и дојдовте назад на каналот на Благодуша. Дали го заборавивте, знам дека не го заборавивте, зашто се крдаме вака, зашто ме клатиш. Така да тоа е нашиот кој, еден и единствен Дамаскус Петрафиле. Значи, му дадов зимница да паси киселец и сега е напасен. Сега пасев. Пасеше киселец, затоа го немаше. А вие? Уште зелена, ма. Сега ги читам, да бе, да. А сега јас ги читам коментарите уште од пред време. Зошто носиш капа кога сте дома? Да, те го оставам. Напишам боксинг. Стрик по стрик. Не толку силно. Што сакаш? Фичо? Не ичам ништо. Ламборджини. Што сакаш? Фичо. Честита слава Петрафиле, да си здрав и голем да ти расти. Повелете дојдете. Голем да ти расти. И да, оно. Курето. И газото. Значи денеска со Петрафиле правиме реакција на песната на Јанко и сам знаш. Пази да не отклучиш. Треба моето писте. Ти ще си... Сам знаш зашто. Ја слушнав, тој нема слушнато. Ја ќе ви кажам мој мислен, тој ќе ви кажеш. Одиме. Скоро. Спотчето ме бендисува. Ја не знам што коментирам да бъдем видео. Колко jadno, krado mi fore ladno, ne jebać je gadno, ponašam se ko Pablo. Janko se vraća na scenu u trenu, uvek na vrhu i uvek u trenu, pregledi ne staju samo kad... Ајде прво твое мислење, ја не коментирам. За почеток, што ќе кажеш? Ти што ќе искоментираш ново? Топ за сега. Од кој аспект топ? Видеото не е баш почетоком, можело нешто да биде поспектакуларно. Ја па имам вакво мислење, паси. Ја имам мислење дека баш почетокот му е доста спектакуларен, а па понатаму како што следи обратно, пошто се тие исти кадри. Дека не можам да кажам понатаму, пошто не им гледам. А довде докато што го гледавме. Пошто се исти кадри како што ги гледам цело време и ги менува, едитот му е доста добар. Што се несува до аудиото, значи песната текстот што го составувате, клиша му го направил матрицата, го видовме токе бака прасе. За почеток можеме да предпоставиме дека е дистрака на бака прасе, значи да ете нова драма веќе почнува, јеби ga, тоа нема врска. Значи можеме да предпоставиме дека се работи за дистрак на бака прасе, после тоа што го видов и ќе видите понатаму во текот на самата песна. Текстот доста добар, не знам дали го пишувал сам, али пак и кој да го пишувал, секоја му честа текстот, добро скоцкан, добро се. Макар што многу опеа на one take, колко јадно, како например јас знам хејтеру драги, а јас го правам хејтеру драги, например тоа може да колко јадно, краду ми форе ладно, тоа ми е единствена замерка, пошто може многу да импровизира на песнава, така да одиме да слушаме понатаму. Така ли е, Петрафиле? Дамаскус, или ти уште пасиш? Хейтери не сеju, имају трenu, what the fuck, neka smo bili, ajde pali, Хорошо. koji si te bra, krša. Koliko sam lud, vidi se, koliko si glup, stidi se, slomim ti zub, smjeri se, zarazno sranje, širi se, i sam znaš mrč. I sam znaš da sam jač, i sam znaš da ću doći, i sam znaš da te kašim, i sam znaš znaš, i sam znaš, i sam znaš, i sam znaš, i sam znaš. Што ќе кажеш за референот? Не ме бендиса, зошто не ја пеи знаеш. од душа, од тоа, некако ми е, не знам. Пошто му е втора песна и дечкото нема врска од... Океј, ама има глас. Има глас. Се човек Има диафрагма, има глас, а тој го пее. Се има, ама не знам зашто. И сам знаеш, и тоа не би ме бендисало како прво. И мене бендиса ојчо. И друга забелешка, не бендиса што му се дали во различен временски период или не знам како снимам спото. И тоа не е бендиса. Како мислиш, човек? Па нема цел, едното му е како лејто, едното му е како зима. Двете му се зимали, на едно има снег, на другото е као потопло време. Не е бендиса. Знаеш. Мислам дека по-убаво да било. Nisam rekao Так. da se šalim, nego da se šajim.
Niste tako mali, nisko ste pali, čune da se hvalim, ali imam toliko love da ga skupim. Шајмс, да ти објаснам. Негова фора е Шајмс и бака прасе му ја зема фората и продава маички негови, да речем вака, со неговата фора и тука настанува драма и песна се против бака прасе, сваќаш? Шајмс го дистракува на самата песна. Контам. Али едноставно самата ритмика и нештото како тој флоу го менува и како тој еден збор, например, го претвора во повеќе значење на песната, тоа ме бендисува искрено. Едноставно ме бендисува како го испровизирал тоа, како го импровизирал, како го испел ме бендисува. Kad ja pričam samo čuti, čuti, tiću, bio glavni u vrtiću, se gliču Jankoviću, kurve Jankoviću, krvetu Jakoviću, 4. Šlefujem jer mi se može. 4 збора ги претвора во различно значење. Еден збор го претвора 4 пати во различно значење. Да? Значи Јанковичу, тоа е Јанковичу, курве Јанковичу, демек ти е Вичу и имаше таму невитакно нешто. Flexujem koje se loše, snimi me brsan ko Porsche, pare se troše i troše. I sam znaš da sam bolji, i sam znaš da sam jači, i sam znaš da ću doći, i sam znaš da te kašim, i sam znaš, 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 i sam. Може да метни нешто повеќе во рефренот, да сам знаеш. I sam znaš. Вака се, ќе остопирам ова. Пред се што ќе кажам, значи ме бендисува, еве ја ќе кажам за почеток, значи ме бендисува како што кажав текстот на самата песна, ритмиката и флоуто која го одрил на песната и како тоа го менува и тие зборови претворање во различно значење ме бендисува, не ме бендисува како го испеал нештото. Значи како импровизирал, пошто можел многу да импровизира на нештото. Друга работа што не ме бендисува, а ме бендисува уствари како го мислел тоа. Значи од спрема кадрите што тој веќе ги имал, ме бендисува како го изедитирал нештото, но мен не ме бендисува што можел многу повеќе кадри да направи за спотот. И завршетот не ме бендисува. Да, може да се каже дека можел да направи. Зошто го оди во профил, кога веќе заминува, треба да види со грбословта и да заминува. Те сваќам, да. Друга ствар. Дали е дистрака, дали не е, не знам, нека си ги решават ти работите, едноставно ќе видиме ние и ќе следиме. Што мислиш за песна, искрено твој завршен коментар? Топ. Ако ти кажам, еве на пример, што ќе решиш ако ти кажам дека за 3 дена има 1 милион прегледи? Лудило. Дали заслужува? Да. Заслужува песната како песна топ, али евентуално јутубер со 400.000 сабскрајбери, со 460.000 сабскрајбери можел многу, значи искрено кажам, многу можел повеќе да импровизира, да бара совет, значи да излезе нешто многу подобро. Ако ќе гледаш, треба да свршуваш. Добра идеја, good idea. Така е, така. Мислам, требаше да биде така во моментов. Не е така. Добро, значи песна како песна супер. Нема збор за песната. Насмеј се бе. Се смеам, вака. Значи луѓе, тоа беше тоа од нашата реакција. Тоа беше јас, тоа беше Петрафилета. Значи тоа беше Петрафилета, а што сакам да ви кажам, не заборавајте да ставите лайк, не заборавајте да ставите subscribe и да не поддржи. Тоа го имате во интрото, не ви го кажам таму. Може да не се следите само на Instagram комотно. Вака се. Што мислите ништо Петрафилета да ви приправиме нешто мјузик, нешто песна? Новогодишно. Нешто новогодишно, нешто јако. Ако сте за лајкнете го ова видео да видиме, пишете долу во коментари, се овде се ниша снимка. Сакајте му во коментари на Петрафиле среќна зима со пасење киселец, пошто знаете оно. Нема киселец во зима. Јас ти набрав од летото. Така да он оди да паси киселец и да тоа Петрафиле зим да види како успеме. Така. Јанковиќ, курве Јанковиќу. И се гледаме ние. Чао. Паузира? Не паузира. Не паузира. Зашто? Чут. Зашто бе? Сакам да чекаш, зашто? Не идеме, ме гасне. И да, тоа беше тоа и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка и доколку се уште не сте станале шајкерчи, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. Да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. Да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram бидејќи ќе гласате на моите сториња, да.